Национализам и патриотизам. Дали зборуваме за синоними или за поими со сосема различно значење и тежина во општеството? Се чини дека политичарите многу добро ги знаат разликите, но често пати ги злоупотребуваат за своите политички потреби. Дали да се биде добар патриот, треба да се биде и националист. Целта на намерната злоупотреба на овие поими е обичниот човек. Но колку тој знае што е национализам, а што патриотизам? Национализам. Вика да си националист е, значи да си го сакаш својот народ. Така. А патриотизам е веќе исто да си го сакаш својот народ, ама ако е потребно да гинеш и за него. Така. Не правам разлика за ништо. Само патриотизам. Нема разлика ништо. Зашто сите луѓе сме исти, ми се чини. Знаеме, ама Национализам е само да ја сакаш својата нација, да не ги сакаш другите. А патриотизам да ја сакаш татковината. Може. извини брзо. Не ме прашајте мене. Патриотизам е да се сака својот народ. И па да се сака, ама да не се сака другите. Разликата. Патриотизам беше за време Југославија, а национализам постои од секогаш. Разбирате? Значи, национализам е тоа што луѓето се делат по нации, од секогаш имало тоа. Од пред 100 години. Патриотизам имаше во Југославија, бевме патриоти, си ја сакавме земјата. Али пошто се растори земјата, сега веќе нит сме патриоти, нит сме ѓаволи. Национализам и патриотизам. Патриотизам. Мала разлика. Отвод не постои. Не разбирам. Голема разлика. Значи националиста да видиш народ, така натака, патриот да сака својата држава и така. Суштината кај патриотизмот дека е љубов или креативниот дел, значи оној што светот го носи кон прогрес и кон развој и кон позитивна еволуција, а национализмот е за мене ретрограден. Се тие работи не се мерливи и сега кога некој сака да манипулира, второто го представува како прво или ги меша разликите. Оти секогаш во универзумот постојат две сили. Едната е креативен принцип кој води кон еволуција, втората е дегенеративен или деградативен, што се поистоветува со укинување, смрт и така. Да, граѓаните имаат дилеми, но дали имаат јавните личности? Очекувам искрени одговори. Да си ја сакате татковината или да си го сакате народот, нема ништо лошо во тие две работи. Проблемот настанува во моментот кога национализмот ја преминува тенката линија на шовинизам. Бидејќи, ако вие упорно за остварување на своите цели, легитимни, да речеме колку и да се легитимни, настојувате да барате оправдание во вината на некоја друга етничка група. Таму да го барате непријателот, таму да го барате изворот на злото, таму да го барате изворот на несогласувањето и неможноста за заеднички живот. Тогаш сте ја преминале црвената линија на здрав национализам. Луѓето не разликуваат кога мразат. Значи, они ги мразат шиптарите, односно македонците ги мразат шиптарите, затоа што се муслимани. Голем дел на луѓето не знаат дека шиптарите, викам шиптарите затоа што секогаш тоа го користат за навреда, не знаат дека се и католици, дека се и православци. Значи, ние сме исклучително неук народ, поема немаме, ни за религија, ни за националност, ни за етничка припадност. И паушално, постојано,
зборуваме како да сме отсабајле на некакво дугме. Не уклучуваат и денеска треба да ги мрзиме и албанците, и македонците, и србите и така натаму. И така натаму се што живее во оваа земја. Луѓето не разбираат дека национализмот е нешто што може само да не убие, а полека тргна да не убива. Дека национализмот не е патриотизам. Патриотизам е стварно да си ја сакаш сопствената држава и да ги сакаш сите етникуми кои што живеат во таа држава. Да се редиш под знамето на државата, да почитуваш закони во државата, а национализмот е палење на знамиња, вреѓање, за жал, убивање. Во Македонија имаме и смртни случаи кои што се случиле врз основа на ширење на национализам и им благодарам на партиите, значи под наводници на политичките партии, поготово во изминативе 10 години, кои што национализмот го расширија преку телевизиските екрани, преку социјалните мрежи, го расширија и го донесеа на улиците во Македонија и во Скопје. Патриотизам е кога ја сакаш водата, ја сакаш воздухот на местото кај што живееш, ја сакаш храната, ги сакаш луѓето кои те обкружуваат. За мене така се чувствувам. А додека национализмот е нешто што не може да се каже дека е во позитивна смисла. Национализмот е и еден вид на болест кој не се губи. Национализмот е фина бланда, да направиме споредба со храна која што убаво изгледа за око, има некој интересен вкус, ама е проблематична храна за варење. После тоа последиците се грчеви и можат да бидат и фатални и по организмот и по самиот тој што прибегнува кон национализам. Национализмот знае да биде многу често самоништувачки, деструктивен. Значи за оние кои што прибегнуваат кон него последиците се фатални. Поигрувањето со националните чувства, поигрувањето со она што значи позитивен етноцентризам, е одлика на слабата политика, е одлика на политиката без визија. Недостатокот на визија, 28 години ја држи Македонија наму каде што сме. Тоа е најлесниот начин да се дојде до политички ефект, бидејќи играњето на стравот како емоција е основа за одредени политички групации да се држат на власт само за да можат практично да го спречат природниот политички надпревар. Ова глобализација во која живееме денес, допирот до сите сознание и информации со еден клик, практично веќе ги прави тие политички мастодонти излишни. До сега слушнав многу различни одговори, а и разликата помеѓу двата поими е голема. Изминативе 30 години политички плурализам покажа дека најлесно се палат страстите, со користење на национализмот под закрила на патриотизмот кај секоја етничка заедница. Целта ми е да дознам како секоја етничка заедница разликува што е национализам, а што патриотизам. Веројатно на начин на кој ќе ги остварат своите цели. Во суштина, тие два поими по голема мерка и се преклопуваат еден со друг до одредена граница. Значи, патриотизмот како емоција, како љубов кон државата, кон земјата, кон татковината, и национализмот како некоја љубов кон етносот, односно кон сопствениот народ, до одредена мерка се едно те исто. Проблемот настанува кога во моментот интересите на едната етничка заедница, природно или неприродно, или вештачки или наметнато, ќе дојдат во колизија. Односно, остварувањето на интересот на едната етничка група задира во одредени интереси на, да речеме, другата етничка група. Умешноста на живеењето практично треба да го даде одговорот кој ќе не води во вистинскиот, искрениот и чистиот патриотизам, кој не значи само да се сакате државата, туку да разберете дека во таа држава живеат и други етнички заедници и дека тие имаат ист интерес во суштина, а тоа е да живеат во модерна, просперитетна, ефикасна држава,
Патриотизмот за мене, првин, тоа е нешто што е наследено првин од семејството. Бидејќи јас имав можност со моите колеги да спроведем еден процес на една едукативна кампања за граѓаните за да се елиминираат негативностите или стереотипите или појавата на дискриминација, расизмот во главите. И кампањата се викаше дали е доволна љубовта. Имате љубов кон човек, љубов кон семејство, но имате и љубов кон државата. Но меѓутоа дали државата возвраќа со истата мерка кон граѓанинот, значи кон нас, со таа љубов. И токму тука се појавува одговорот на патриотизмот. Да се сака не е лоша работа, и тоа се додека тоа не преминува во љубомора, во завист. Кога тие граници се поминуваат, тоаш настапува омрза кон сите кои што не си ти, односно не се вие, односно не се нас, поточно речеме, најтошно. Национализмот нема добар национализам, знаете. Во крајна линија секојаш национализмот предизвикува лоши последици. Национализмот најчесто како се дефинира, како прибежиште за нерани мајковците. Прибежиште за сите нерани мајковци. Најчесто такви нерани мајковци, во улога на нерани мајковци, тие кои што се приконуваат кон такво прибежиште се политичарите. И тоа секогаш кога има одредени кризни моменти, кризни состојби, кога немаат резултат. Јас како албанка, мажена за македонец, може би сите ги очекуваат да баш да бидам јас таа која што највеќе знае за тоа и која што може тоа да го дефинира. Искрено ти кажам, одбивам да разговарам за национализмот, за патриотизмот да, ама за национализмот дефинитивно не. Затоа што јас не сум тип на човек кој што се бави со национализам, ниту сакам да се бавам со национализам. Прво затоа што е демоде, второ затоа што носи исклучително лоши работи и трето затоа што ги завадува луѓето еден према друг. Значи луѓето не разликуваат што е етничка припадност, луѓето не разликуваат што е религиска припадност, значи се ставаат во кош кој што се нарекува национализам. Прво да расчистиме дали е ова политика што го водиме во изминатите 28 години и во Македонија и во регионот. Веројатно и гледачите ќе се согласат дека многу далеко сме од она што би значило политика и она што би значило професионална политика. Второ, национализмот или поточно речено шовинизмот кој што се манифестира во политиката во Македонија и во регионот во изминатиот период е практично кочница и овозможува да дојдеме до негативните перцепции за она што би значило национализам и патриотизам. Да тргнеме од следното, да тргнеме од еден поинаков пристап и да тргнеме од она што би значило вистински граѓански пристап. Тоа е дека етноцентризмот во секоја етничка заедница и во Македонија и во регионот не мора да биде штетен, бидејќи тој сака да ги истакне позитивните страни на секоја национална заедница. Од друга страна, национализмот доаѓа како една форма на неостварување или последица на неостварување на интересите на граѓаните и обид за групирање врз основа на негативните перцепции. Доколку етноцентризмот го земе како позитивно и врзивно ткиво, меѓу во македонскиот случај, македонците, албанците, турците, србите, власите, ромите, сите кои што живеат во Македонија, може да се дојде до многу поинаков резултат, многу поповолен резултат и сите овие премрежја, од рамковниот договор до сето она што ни се случува денес, би можеле да го завртиме и да го доживееме како основа за еден позитивен исчекор, а тоа е формирањето на политичка нација во Република Македонија. И сега е време за политичка дебата на мојата тема. Драго ми е што представници на условно кажано закоравените политички структури во Македонија ќе дебатираме, ама не усмислена она дебата во општеството кој што ние знаеме кој ќе биде надвикан или надпобеден. Дали политичарите во Македонија ги разликуваат тие поими и ако ги разликуваат, зошто има потреба во општеството, односно во политичкиот дискурс да биде една од централните теми патриотизмот и национализмот во онаа лоша форма. Патриотизмот во основа е идеологизирана перцепција на нацијата. И во основа патриотизмот е и форма
на национализам како чувство и свест за национална приврзаност. Многу социолози направиле поделба на национализмот, така да кажеме Гицков разликува патриотизмот, го сврстува во емоционалната компонента на национализмот, во кој што се има чувство и потреба сопственото јас, сопствената припадност, сопствената лојалност кон нацијата да се издигне до тој степен на идеална слика, што многу често преминува и во негативен контекст, негирајќи ги етнички и национални другите, па така да кажеме, национализмот во основа е секогаш емоционална и секогаш ирационална форма на некоја општествена интеракција, каде што перцепцијата за сопствената група, за сопствената припадност се дистанцира и се разликува од перцепцијата за другите. Патриотизмот е една позитивна појава. Гордоста да сте припадник на одредена група, во случајов на одреден народ, на одредена нација, е позитивно чувство. За жал, не сите народи во светот успеваат да создадат држави и тоа дополнително дава тежина на оние кои што успеале да го направат тоа и затоа е едно убаво чувство. Балканот е мешана средина, како што каже и Просина, и за жал имаме повеќе историја од што можеме и да примиме и најчесто се злоупотребува и како форма, и како појава, и патриотизмот и национализмот со тоа. Се додека не задира во правата на другите е добар. Ние како македонци можеби најмногу имаме пропатено од ова. Ја знаеме добро историјата, знаеме и сега што се случува. Веројатно затоа што сме најмал со исклучок на црногорците народ на Балканот, затоа и е вака најсилен ударот. Но развивање на едно патриотско чувство помеѓу населението, помеѓу граѓаните е добра работа. Да се сака сопствената држава, се сака сопствениот народ, сопствената нација е нешто позитивно затоа што дава мотив и за работа, и за напредок, и за успеси, да се остане тука, да се гради иднината во сопствената држава. Дали политиката во Македонија на Балканот игра на она тенка линија меѓу лош национализам и патриотизам во функција на некаква злоупотреба она што го зборува? Па се случува, можна ли е политика без национализам? Се случува, да, но мислам дека големите политички партии, не само во Македонија, и во соседните држави се повеќе го одбегнуваат. Сваќаат дека тоа е еден лош рецепт. Соседна Србија плати најскапа цена во тој дел и на најлош начин ја научи лекцијата, така што овие најголеми политички партии, мејнстрим политички партии веќе го напуштаат како концепт злоупотребата на патриотизмот и национализмот, не негувањето на овој позитивен патриотизам и национализам. Јас можам да додадам неколку збора на ова што го кажа Александар. Секако дека чувството за припадност го има секој граѓанин и приврзаноста и лојалноста кон државата се изразува преку патриотско чувство, зависно секако, повторно ќе кажам, во контекстот во кој што се исполува тој и како е оценет. Меѓутоа, кога зборуваме дали е можен дали е можна политиката без национализам, јас ќе кажам, имајќи ги во предвид сите овие поделби што претходно ги кажав на либерален, граѓански национализам, скоро и да не е возможно да има политика без доза на национализам, на позитивен либерален во кој што ќе се промовираат вредности на заедништво. Значи, национализмот во основа може да добие негативен предзнак само ако се игра, односно се злоупотреби националното чувство кај граѓаните како фаза на манипулација за да се издигне прашањето на себе припадност исклучива на земјата, не и пошироко. Затоа, кога зборуваме за интегративни глобални процеси во кои што влегуваат сите земји во светот, многу е невозможно е скоро да се идентификувате само како припадник на сопствената заедница, туку можете да се идентификувате како припадник, да си препишете припадност и улога во многу други, да кажеме, нивоа на таа глобална свест и перцепција. Моите гости политичари ми потврдија дека е можна и ваква здрава политичка дебата. А слушнав и уште еден интересен агол за мојата тема.
Во оваа моја приказна има и уште еден дел кој го гради мозаикот на важни фактори кои може да бидат брана од националисти, но и честопати токму тука се случуваат елементи кои го имаат спротивниот ефект. Една работа знам, религијата е наднационална, но не знам зошто и како се почесто национализмот станува составен дел од верскиот дискурс во Македонија, но и на целиот Балкан. Ве поканувам заедно да го знаеме. Како христијанството, како исламот дефинира што е национализам, што е патриотизам, што е навреда, што е шовинизам? Чекай се, треба кажеш кој прв сега. Кој сака? Па не може кој сака, да не повозрастен сте. Добро, Тоа и во исто време не е културно. Остати таа работа, ние сме научени на ред. Да, ред, добро. Секуларистички воспитан. Во принцип, исламското учење е наднационална вера, односно исламот е наднационална вера. Сите луѓе се еднакви пред Бога. Човекот е најубаво дело на Господот. Тој е представник на Господот во земјата. Човекот е дојден тука да ги култивира добрите работи, да го менува светот кон доброто. И затоа, спрема исламското учење, сите луѓе се создадени од една мајка и од еден татко и сите треба да бидат во служба едниот на друг. Секој атак против најубавото дело кој се вика човек, тоа значи атак против Аллаховиот, односно Божиот закон, против волјата на Господот и против најубавото дело кој се вика човекот. Исламот признава поделбата на луѓето во народи и во племиња, меѓутоа само со една цел – да се запознаваат меѓу себе, да бидат во служба едниот кон друг во сите полиња на нивната активност. Во исламот постои само една разлика меѓу луѓето. Господ вели во светата книга Куран дека разликата е во тоа кој ќе биде по-боговојазниот, кој ќе биде поблиску до Господот, кој ќе биде во служба на доброто. Значи доброто дело е единствена разлика спрема исламското учење. Меѓутоа, домот, нацијата, припадност, културна припадност, по исламското учење се признава тоа, човекот треба да ги развива своите чувства, своите културни доброти во служба на допринос на човечкиот род во сите сфери на оно што се вика добро. Ние како православни христијани има многу нешта, се сложуваме со нашите соседи муслимани во однос на тоа како ние всушност го доживуваме национализмот, шовинизмот или патриотизмот. Христијанството како богооткриена вера, како плод на делувањето на Месијата, на Исус, самото христијанство во својата суштина е наднационално, да се изразам во современ контекст, затоа што во тоа време не постоеле нации. Значи, е над јазиците, над племињата, над народите, затоа што во рамките на Христовата откупителна жртва, во рамките на неговата победа над злото, сотоната, во рамките на неговата победа над смртта со неговото воскресение, сите луѓе, односно сите личности од сите народи се повикани да учествуваат во таа откупителна жртва. Сите тие се повикани да го разберат вистинското значење на своето постоење во овој свет, да разберат кој е нивниот творец, да разберат кој е нивната смисла на постоење во овој свет и се разбира да разберат дека се повикани за вечност. Во вечност во која нема да има ни јазици различити, ни различити племиња, ни различити народи, ни различити нации и така натаму. Ја разбирам вашата порака, меѓутоа Балканот е познат по еден момент кога религијата, политичарите ја злоупотребуваат во функција на токму она што се нарекува прераснување од национализам кон шовинизам. И често пати, не само во Македонија, и на Балканот има премногу, да речеме, изјави кои што може да се толкуваат како изјави кои одат во функција на
на поттекнување на некој говор на омрза. Сега да прашам, зошто представниците на верските заедници имаат потреба, да речеме, да зборуваат со тој речник пред се на политичарите? Дали вера се злоупотребува? Не можеме да кажеме дека не се злоупотребува за политички цели и за други економски или културни цели и така натаму. Меѓутоа, тоа не значи дека верата е таква кога се злоупотребува. Туку луѓето од разни емоции, разни мотиви, разни причини одат кон тоа да ја земаат верата како помошник во неговите деструктивни цели. Ние сметаме дека верите како такви, како Божји вери, тие секогаш во служба на овие принципи што ги рекол, што ги спомнав порано. Што треба да прават представниците на религиите во моментот кога верата се злоупотребува? Мислам дека верските заедници, односно представниците на религиите во ово поднебе, треба да бидат во текот на друштвените текови, да бидат поблиску до представниците на разни политички партии кои го носат развивањето на општеството, за да их консултират, да ги упатуваат што е политичко, што е верско, што е добро, што е лошо, што е позитивно, што е негативно, што е конструктивно, што е деструктивно. Значи, ние не смееме, како представници на религиите, на верските заедници, да се изолираме од општествените кретања. Туку да треба да бидеме активни во одрачјата на оно што е добро, на оно што верата повикува, на љубов, на меѓусебна толеранција, меѓусебно запознавање, подпомагање. Оние различности кои постојат реално во Република Македонија можат да се премостат со нешто што ние го нарекуваме почит. Ние првин треба да се почитуваме себе си. Што значи тоа да го почитуваш другиот? Да го почитуваш другиот треба да научиш да го слушнеш. Значи, не ти да му наметнуваш своje мислење или своја желба или своја цел, туку да влезеш во неговите обувки, да ги разбереш неговите реални проблеми, неговите реални фрустрации, незадоволства и така натаму. И низ почит сите нешта се решаваат. Значи, затоа што почита е тој мост кој создава можност да станеме пријатели, а тамо кај што има пријателство има и разбирање. Тамо кај што има разбирање сите проблеми може да ги решиме. Значи, ако се слушаме еден со друг, тогаш ќе негуваме почит и почита ќе не донесе до пријателство и навистина ово што го зборуваме ќе биде реалност во Македонија. Ќе го унапредиме заедничкиот живот на сите граѓани Република Македонија. Но ако немаме почит, ако не се слушаме еден со друг, ако ние цело време само своите желби и намери ги наметнуваме на другите околу нас, тогаш тоа води во конфликт. Затоа што тој што не се чувствува почитуван, тој се чувствува и фрустриран. И на крајот од денот, има ли нешто што може да биде наш заеднички патриотизам кој сите не обединува? Подобар живот, среќа, многу повеќе љубов. Доколку сме подготвени како политички елити да се откажеме од таквите привилегии на водење групи и да се посветиме на решавање проблеми, тогаш ќе можеме да го направиме потребниот исчекор. Не е битно кој од каде доаѓа, почитувајте си го минатото и почитувајте си, сакајте си сегашноста. Кога сите ќе бидеме исти пред законите, кога сите ќе плаќаме данок, кога сите ќе одговараме за сторено дело, прекршок некој во сообраќај и така натаму казна, тогаш ќе кажам дека сите заедно си ја сакаме оваа држава, без исклучок. И најлошата ситуација кога доаѓа, последните мигови вика нема излез, готово е. Не. И последните секунди треба да живееме со надеж и со оптимизам. А Македонија од секогаш ги има тие вредности, но меѓутоа не знам, премногу е народот, граѓанинот е притиснат. Премногу се прави манипулации. Љубовта кон своето е патриотизам. Омразата кон туѓото е национализам. А разбирањето на заедничките вредности е еднината. Така барем
Јас ги разбирам овие поими. Видете и вие на иста страна. Се гледаме следната недела.